околу 120 дечиња од Струмица ќе мора по наставата да заминуваат дома, бидејќи обврската на детската градинка Детска радост од Струмица, која што има една слободна зграда да управува со целодневниот престој, не ги исполни условите, која е главната причина за неисполнувањето на безбедносните мерки кои ги предлага Комисијата за заразни болести. Главен директорот на Детска радост Васил Бубев, директоре, добро дојдовте во вестите и кажете ми, што е она клучното за кое што Струмица не доби целодневен престој? Добро ве најдовме. Вака, значи, детската градинка Детска радост Струмица, од кога се започнати протоколите да се спроведат во градинката, ги почитува секако секојдневно. Така и овој пат околу целодневните групи, ние ги почитуваме протоколите кои ще се изготвени од страна на Комисијата за заразни болести и Комисијата во Министерството за труд и социјала, нашето министерство. Таму вели дека групите од 6 до 10 години, кои што се одредени за целодневна настава за децата во училиштата, дека групите не смеат да бидат мешани од различни паралелки од училиштата, нити пак од различни училишта. Ние функциониравме во нормални услови со 3 групи на дечиња кои што беа од различни паралелки и од различни училишта и функционираме перфектно, професионално, така да интересот ни беше многу голем, веќе и се зголемуваше тој интерес за дечињата струмички кои што се во училиште, но сепак ние мораме да постапуваме по протоколите кои што ни ги издават Комисија за заразни болести и Министерството за труд и социјала. Така, еве почната учебната година, се уште немаме на виделина колку од дечињата би можеле да влезат во една група, односно од едно одделение да би влегле, дали има засега било каков интерес од страна на родителите, ве контактираат ли родителите? Така, прашуваат родителите, секако, имаат потреба. Ние мораме да се придржуваме на протоколите, кажав. Протоколите таму велат до 20 дечиња, може да биде таква група, но ете, кога би ни се појавила на нас група од една паралелка, од било кој училиште, ние ќе ги изактивираме тие наши групи за целодневна настава за дечињата од училиштата. Така и само за крај кратко, во Струмичката детска градинка имавме позитивни дечиња и воспитувачките, но и целата група замина во изолација, каква е нивната состојба и потоа по изолацијата се враќаат ли повторно во градинката? Така се случија 3 наши дечиња да имат ковид. Стално цело време беа контактирани од страна на нивните воспитувачки и контактите беа секојдневни. Дечињата веднаш од кога отидоа во изолација се чувствува добро. Им поминаа тие 14 дена за изолација, тие веќе се враќат кај нас во градинката и немаме никакви проблеми. Да кажам дека ете од тие 3 случаеви да бидеме стрекни што немаме повторно некој случај така да ни поремети на нашата работа.